Нема усогласено решение за спорот со Бугарија. Во пресред на јунскиот самит на Европската Унија расте песимизмот кај македонската влада. Македонско-бугарските групи кои треба да работат на подобрување на диалогот помеѓу двете земји се уште не дадоа резултат, а како се наближува јуни, така позитивните ставови на политичарите се ситнат. Ковачевски убедува дека на 22 мај немало да се потпише никаков документ за двете страни да си подадат рака, иако тоа веќе подолго време се шпекулира во јавноста. Според него решение со Бугарија било можно единствено ако тоа се заснова на европски вредности и задржување на достоинството на двете земји. Иако според забелешките на многу експерти, нема ништо достоинствено во навредите и провокациите од бугарска страна. Министерството за надворешни работи разговараат, односно разменуваат идеи помеѓу себе, како што било прошем и во претходниот период. Меѓутоа нема усогласено заедничко решение кое што може да биде основа прво за меѓусебен договор и второ за споделување со институциите во државата, во едната и во другата, и во Бугарија и во Северна Македонија. И од таа причина тие разговори нормално дека продолжуваат. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН пак не верува дека постојат шанси за достоинствено тргање на ветото. Ако тоа се случи, македонскиот народ ќе биде понижен и омаловажен. Или ќе бидеме понижени и омаловажени од страна на хегемонистичките барања на нашиот источен сосед, или нема да биде тргнато ветото. И тоа е моја позиција на ВМРО ДПМН. И повторно користам оваа прилика да упатам порака до Европа, до Европската Унија, исто така како што се обединети околу руската агресија во Украина, да бидат обединети околу политичката агресија на Бугарија врз Македонија и да ни дозволи конечно да ги почнеме тие преговори без било какви условувања, без било какви понижувања. Сомнежите уште повеќе порасна откако поранешниот бугарски вице-премиер Красимир Каракачанов изјави дека премиерот на Бугарија ќе изврши национално предавство. Кирил Петков пак ги отфрли тврдењата дека на 22 мај двете влади ќе стават потпис на конкретен документ, а доаѓањето на бугарската делегација се уште не било финализирано. 2 дена подоцна на 24 мај и бугарската и македонска делегација ќе бидат во Рим по повод чествувањето на светите Кирил и Методи. Според најавите нема да патуваат заедно како што тоа лани го направија председателите Стево Пендаровски и Румен Радев, кој дојде со авионот во Скопје и заедно отпатуваа за Рим.